Нулта корупција и независно судство. На хартија бројни мерки, зголемување на ресурсите, многу законски измени, нови тела и ветинг. Но како во пракса ќе се спроведат партиските програми за борбата со корупцијата и реформите во правосудството? Колку се компатибилни и остварливи? Што нудат ново за да се реши еден од најголемите проблеми на граѓаните – корупцијата? Додека ВМРО, ДПМН и Вреди преговараат за усогласување на програмите, вечерва во топ тема ги анализираме нивните ветувања. Со Снежана Камиловска-Трповска од МЦМС, добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Со адвокатот и поранешен судија Владимир Туфекџиќ, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. И председателот на Transparency International Македонија, Благоје Пандовски, добро вечер и вам. Добро вечер. Со емисијата почнуваме по рекламите. Деновиве актуелни се преговорите на ВМРО, ДПМН и Вреди за усогласување на програмите за формирање влада. Но досегашната пракса покажа дека партиите покрај министерските места, односно составот на владата, ги договараат, ги делат буквално сите раководни места. Наместо поглас и помери систем, директорските места се делат според партиска заслуга. Ова и досега беше многу пати критикувано како ризик за корупција, кронизам, клиентелизам. Со оглед на тоа што меритократијата ја има во програмите, дали борбата со корупцијата треба да почне токму од старт, од распределбата, односно од формирањето на владата. Камиловска, со вас да почнеме. Па да, тоа вајда ќе биде првиот тест со кој што ќе се утврди дали по кој правец ќе се движи во поширока смисла не борбата против корупцијата, ту него доброто управување и владењето на правото. Години наназад граѓанските организации се залагаат да се постави тој мерит систем. Големи беа заложбите во минатиот период да се донесе и тој закон за висока раководна служба кој што ќе обезбеди на некој начин критериуми за со одредени стандарди да се бираат, да се номинираат лицата на високи раководни функции. На жал истиот не се донесе. Но ете да видиме каков ќе биде првиот тест. Очекувањата се дека согласно тоа што е наведено во самите програми на политичките партии, дека ќе се придржува до некој мерит систем, би било очекувано и би било посакувано, за со цел да дојдеме до онаа крајна посакувана премиса која што на големо се зборуваше од страна на политичките партии, дека ќе се заложат за реална борба против корупција. Пандовски, дали сте и вие оптимист дека политичарите кои ќе составуваат влада овој пат ќе се откажат од привилегијата во име на борбата и доброто владење? Па јас, да ви кажам, не верувам дека ќе се откажат во овој момент, меѓутоа доколку сакаат да обезбедат една независност и стручност пред се новија служби, тие би требале да се откажат од овие политички назначувања на овие раководни функции, се со цел да се дозволи најдобрите луѓе во државава да дојдат на позициите со кои треба да раководат. Тука пред се меритократијата треба да ја завземе главната улога, односно да се измери нивното постигнато, нивното образование, нивните квалификации и на еден, да речам, поопшт избор со јавни огласи да се претходно да се огласат и потоа да се назначат овие места. И на тој начин не само што ќе се обезбеди стручност на овие раководни позиции, туку ќе се избегне и клиентелизмот кој овие назначени позиционери, да ги наречеме, го имаат према оние кои ги назначени. Туфекџиќ и во мерит систем е предизвик и проблем и за судството, односно при изборот и напредувањето на судиите, иако постојано се носат некакви мерки, се лоцираат слабости. Токму изборот и напредувањето ги прави судскиот совет, а тој последнава година е мета на критики, на најголеми критики во правосудството, оттаму и ова тело се најде во некаква реформа на ова тело се најде во програмата на различните партии кои што партиципира на парламентарните избори. ВМРО ДПМН има и еден подрастечен, да речем, мерка, тоа е распуштање и на судскиот совет и на советот на јавни обвинители. Иако во една дополнителна изјава има објаснување дека се мисли само не на оние кои што ги бираат судиите, значи не од редот на судиите, туку на оние што доаѓаат од собранието, што се избрани оттаму. Што сметате еве за двете варијанти? Па јас прво платформите и програмите на политичките партии ја ги гледам и ги доживувам како политички наратив во ова време, значи се уште е свежо постизборно време, така да на таа работа гледам така. Меѓутоа,
априори сум против избрзани решенија. Значи, ние прво треба да направиме, да имаме јасна стратегија и јасен концепт од сега понатаму и во иднина каков судски совет ние сакаме да имаме, односно да ќе се воспоставиме, значи, систем кој ќе гарантира професионално, стручно и независно тело како судски совет, а тоа подразбира дека мораме да имаме експертски тим кој ќе ги анализира, значи направи и анализира слабостите на досегашниот судски совет, не во смисла на сегашниот состав на судски совет, туку поставеноста на судскиот совет, онака како што е поставено согласно законот, и да видиме во таа смисла дали нас ни се потребни промени во смисла на измена на законот и во споставување на внатрешен баланс во судскиот совет, баланс пред се професионален и стручен, кој ќе биде гарант за професионалноста, стручноста и отпорноста кон политиката. Експерти од оценската мисија ЕУ што ја прати уште летоска и тие предложија 40 мерки, меѓу кои има и уставни измени, но конкретно распуштање на судскиот совет таква мерка немаше. Во ред е 40 мерки, препораки се во ред, меѓутоа ние конечно треба да го расчистиме прашањето каков формат на судски совет ние сакаме и каков формат нас ни е потребен за да го одбегнеме она што редовно се случува, да една политичка опција... За каков формат се залагате? Една политичка опција е редовно незадоволна и смета дека има политички влијанија и така натаму преголема политизација на во работата на судскиот совет. Ја лично се залагам за оној непрофесионален формат на судскиот совет, како што тоа е во Хрватска, и тие направиле, значи, своји проценки и дошле до заклучок дека токму еден ваков формат со ваков состав како баланс внатрешен во судскиот совет гарантира независност, стручност и професионалност и отпорност кон политиката, а тоа е 20 членови, значи, на Советот од Врховниот суд, 20 универзитетски професори и така натаму и така натаму. Значи, ние треба да седнеме конечно и да го расчистиме тоа прашање, бидејќи 20 на години наназад постојано имаме критики на работата на судскиот совет. Јас сум убеден лично дека и овие луѓе кои се денеска членови на судскиот совет, и они се сигурно свесни дека нивната работа во овој момент нема многу нешто да допринесе кон подигањето на рейтингот на судството и така натаму. Меѓутоа, тоа значи дека не ни се потребни избрзани решенија и ја на таков став бев и во моментот кога беа оние турбуленции. Да, тоа го предложуваше министерот за правда своевремено. Во моменти на незаконита смена на председателот на судски совет, значи ја бев априори против тие избрзани решенија, бидејќи тоа ќе создае вакуум простор кој ќе биде на штета на судството. Така да, и министерот за правда Лога предлагаше такво решение, но потоа се повлече. Знаете како е, од идеја до реализација потребно е да се поминат неколку чекори, а ова што е во програмите на политичките партии, тоа уште јас го доживам како политички наратив. Да, тоа е добро како идеја да се разговара на таа тема, меѓутоа не да се прават тие резови на начин како што се презентира. Ако ми дозволите, само би сакала тука да прокоментирам дека многу е битно кога се зборува за реформа на судскиот совет да се има во предвид дека најголемиот предизвик со кој што се соочуваме севкупно во правосудниот систем, не само и во судскиот совет, станува збор за одредени центри на влијание и на моќ кои што имаат
удел во работењето на сите тие правосудни органи. И пред да се заземе став за реформи на било кој од овие правосудни органи, вклучувајќи на судскиот совет, треба да се размислува пред се на тоа прашање, бидејќи можеби не ни е наш проблем од системското решение, можеби соодветни ни се решенијата кои што ги имаме, но центрите на влијание, центрите на мок кои што се дисперзирани во овие тела, се преголеми кои што гледаме дека има негативни реперкусии врз начинот на кој тестите но функционираат. прашањето е која власт ќе сака да се откаже од тие влијанија, бидејќи властите кројат политики за спроведување во судството, за реформи во правосудството. Тоа е... Мислам дека ако зборуваме за борба против корупција, тогаш би треба да се запрашаме која влада би била спремна тоа да го направи, тогаш тоа би било приоритет на секоја. Да, еве и за борбата со корупцијата гледаме дека во програмите сите имаат мерки, намера, најавуваат, ветуваат борба со корупцијата, а можевме да видиме од анкетата на ИРИ дека корупцијата по високите цени е вториот проблем кој што го лоцираат граѓаните, македонските граѓани како втор проблем во државата. Гледате ли вие во програмите соодветни решенија кои што можат некои на пример кои што досега не биле спроведени, кои што ќе дадат некаков резултат, подобар рецепт за справување со корупцијата и конкретно кои е? Па прво треба да се има во предвид дека имајќи во моментот кога започнуваат изборните кампањи, програмите на политичките партии се огледалото на тоа како тие што ќе бидат нивните идни заложби, нели приоритетите врз основа на кои граѓаните би требало да ги гласаат политичките партии. И имајќи ги во предвид сите тие анкети, не само од 2021 нашите анкети покажуваат дека и општествен проблем број 1, значи во два наврати, во две мерења, 2021-2023, граѓаните го перцепираат корупцијата како најголем проблем во општеството и токму можеби од тие причини очекувањата дека ќе има по-конкретни мерки во самите програми на политичките партии кога станува збор за борба против корупција беа поголеми. Очигледно е сеопфатното гледиште на скоро сите програми кои што беа предмет на наша проверка и на елаборација дека реформа, односно борбата против корупцијата се согледува преку реформа на правосудниот систем. Тука се дава некаков приоритет, дека корупцијата се согледува како најголем проблем при репресивниот момент, правосудните органи не функционираат и најголемиот фокус е поставен токму во тој сегмент. Во останатиот дел, во делот на превенцијата, релативно имаме по-меки мерки, да кажеме, или пак некакви решенија кои што доста често и функционираат на некој начин во општеството со некои мали модификации. Конкретно, еве ако зборуваме дека во програмата на ВМРО ДПМН постои нели она дека ќе се формира меѓувладино ресорско тело за борба против корупција во кое што ќе бидат представници државните институции, тоа тело и во моментов постои. Прашањето е како тоа ќе се надгради, што тоа истото ќе представува, дали ќе се вклучат и другите засегнати страни, бидејќи како што знаете граѓанскиот сектор бараше да биде и тој вклучен во самото тоа тело, него едноставно еве не се фокусираше. И актуелната власт, односно претходната, беше инициирана тоа тело каде што членува беше начело со премиерот, но потоа тоа имаше застој и немаше некои големи ефекти последниве години. Да, тоа започна во одреден период, па се стопираше се работа, па да кажеме се реформираше по последната година, но гледаме дека тоа се на некој начин реплицирање на веќе постоечки мерки кои што на жалост во изминатиот период и не вродија со некој голем плод во борбата против корупцијата. Еве вреди ви предлагам нешто ново, формирање на специјализирано републичко истражно биро по примерот на американското FBI, за да се зајакнат капацитетите на обвинителството и да се зајакне и да се зголеми независноста од МВР од полицијата. И паралелно предлагаат и истражни центри во однос на зајакнување на истражните центри на таа линија и ВМРО ДПМН. Еве прашање сите тројца, што сметате за формирање на едно вакво ново тело, американско FBI? Кој да одговори? Еве Пандовски да предложиме со вас, па сите. Вака, ова тело кое го представува прво вреди, го представува генерално. Мислам, пред се мора да кажеме дека самите политички програми на политичките партии може би се обемни, но се општи. И тие во себе бараат еден момент на имплементација на овие општи одредби, односно истите понатаму ќе треба да се доработуваат, да се прават најпрагматичниот начин да се прават законски измени, нели сите овие
нивни проекции да се вградат во одредени закони кои што понатаму институционално ќе може да се спроведат. Јас не знам, еве, од вака општо формулирано тело во програмата на Вреди, не знам како тоа тие би го спровеле со измени на кои закони, по-конкретно што би се случувало, меѓутоа секако дека независноста на обвинителството представува еден од столбовите за борбата против корупцијата. Сега обвинителството го имате како дел од оној систем за гонење на кривични дела помеѓу кои дела од корупцијата, кој започнува секако со полицијата и истрагите кои таму се водат, понатаму продолжува со обвинителството кое треба да формира обвинение и завршува со кривичниот суд кој на крај треба да донесе пресуда. Она средно тело, да го речем, обвинителството централно и срцето на борбата со корупцијата. Така, обвинителството секако дека треба да биде независно и секако дека треба да има одредено тело, дали по принципот, по овој американски принцип или по некаков друг принцип, не е битно, но тој треба да обезбеди независност на ова тело и така да јас го поздравувам ова, меѓутоа неговото поконкретно реализирање ќе видиме како ќе се случи и дали воопшто ќе се случи. Доколку се договорат. Доколку се договорат. Значи, во оваа смисла и во оваа насока, во една моја колумна во Нова Македонија, јас го изнесов мојот став и моето мислење, баш поради тоа што во Македонија корупцијата добива епидемиолошки размери и тоа е веќе составен дел на сите извештаи од меѓународниот фактор и предложив и останувам на тоа мислење дека неопходно ни е потребно Национално биро за истраги, специјален суд и специјално јавно обвинителство, но не како политичко тело и политички орган кој веќе го имавме во минатото, туку како со закон основани нови 3 органи, што ќе подразбере и отворање на Уставот во таа смисла како органи кои ќе бидат, значи, и уставна категорија. Тоа нас сметам дека ни е неопходно потребно. На Национално биро за истраги која говорам значи за независно тело, кое ќе во кое ќе бидат избрани најдобрите професионалци на јавен и транспарентен начин и тело кое ќе биде надвор од Министерството за внатрешни работи. Ги спомнавте специјално обвинителство и суд. Ние имавме веќе едно специјално обвинителство, а токму тоа се наоѓа во програмата на ВМРО ДПМН, ќе најавуваат ревизија, испитување на законитоста, целосно работење, кршење на човековите права. Како гледате на оваа идеја, особено која доаѓа од партијата, значи, чии функционери да направиме јасна дистинкција и разлика од специјалното јавно обвинителство кое Македонија го имаше и формирано од 4 политички партии по принцип пали гаси, односно кога одговараше тогаш се формираше, а кога специјалното јавно обвинителство веќе престана политичката потреба и стана, можам да кажам, малку и опасно за политичката елита, тогаш веднаш се стави на дневен ред во собрание да биде укинато. Тоа е, значи, една работа, овде говорам за трајни институции кои ќе бидат во состав на државниот апарат, кои ќе бидат, значи, со независен буџет, ќе се финансираат независно и еве таа идеја на политичката партија, не знам која ја кажате, значи тоа во светот функционира на начин што и кај нас тогаш би било потребно да се интервенира во делот на конфискацијата на имотот, односно реализацијата на конфискацијата на имотот во скратена постапка, бидејќи на такви тела и такви институции од прилика секаде во светот одреден процент, ако не се лажам, и 50% од реализацијата на конфискуваниот имот припаѓа, односно влегува во буџетот на таа институција. Така да тоа не е ништо непознато и такви институции постојат во светот и јас сум дека може да се спроведе тоа поборник за тоа дека овде, ако навистина имаат партиите навистина искрена желба за борба против корупцијата, па дајте тоа да го направиме
и тогаш веќе ќе имаме сосема друга состојба на работите. Да, сакав само нешто да додам, ако може, вака. Бидејќи веќе начнавме одредена тема за одреден тип на обвинителство, специјално обвинителство. Не, само сакам нешто да кажам како предлог, бидејќи, нели, како што кажавме нели, во едно демократско општество, каде што имаме подоба на власта на законодавна, извршна и судската е она која го коригира однесувањето на целото општество. Значи, таа е онаа која носи одлуки. Меѓутоа, кога ќе се запрашаме на крајот на криштата, кој е оној кој го коригира самото судство? Нели, судиите, кога би им се одземал имунитетот, би требало да си судат самите на себе, односно колегите на колеги и така натаму. Јас тоа го имам некаде исто спомнато, негде 2008 година бев на студиска посета во Словенија, тогаш работев во Сдруженијето на јавни обвинители, и таму имаше направен систем од полиција до обвинителство па до специјализирано оделение во судството, наменето само за гонење на криминали сторени од страна на полицијата, обвинителството и судиите. Добро, имаме и ние специјализирани одели за гонење на полицајци и во Да, меѓутоа збораме конкретно тоа треба да се прошири и за обвинителството и за судството. За утре кога ќе се одземе имунитетот на одреден судија, кога тој ќе влезе во оној, нели, систем на докажување на неговата невиност, да му суди некој со кој тој претходно немал контакт како колега, може би има позитивни некои релации со него, но може има и негативни. Значи, тука треба да се обезбеди еден систем на check and balances, да ние имаме посебно оделение кое ќе им суди само на овие сторители. Јас кога говорам, извинете, кога говорев за ова, мислам исклучиво, значи, на високопрофилна корупција, значи не за обичен криминалитет. Околу македонското FBI, дали е ново тело само кое што ќе биде кус период, или пак смитате дека е некоја соодветна идеја за македонскиот систем? Прво сметам дека не треба да се оди со популистички мерки, само нешто да се наведе, само нешто да се направи, колку да се стави на папер дека е завршено и дека некаква борба против корупција детектираме дека е спроведена. Тоа што добро, пример не значи дека ќе биде тука? Не, тоа не мора да значи, може ќе биде успешно, може нема да биде успешно, секој модел различно може да се примени и многу е битно како ќе се примени. Тоа што недостасува навистина да видиме како тоа планира да се направи. Тоа во програмите речиси кај сите политички партии недостасуваше како ќе се имплементираат мерките кои што се предвидуваат. Со една реченица вие не можете да заклучите во програмата колку е таа целисходна, колку е добра и како ќе се имплементира. Дополнително што сакам да кажам, кога станува збор за борбата против корупцијата, покрај тоа нели што ова е предложено од коалицијата Вреди, тука нели ка имаме коалицијата на ВМРО ДПМН и какви ќе бидат нивните заеднички ставови нели во одредени имплементација на одредени приоритети и програми. Многу е битно да имаме сеопфатен консензус, особено за прашања кои што се од овакво значење. Кога збориме за сеопфатни реформи на правосудството, кога за борбата против корупцијата гледаме дека тој елемент целосно недостасува. Зборуваме различни програми на различни политички партии, различен опсек и различни аршини на кои што ќе речат борбата против корупцијата и некако се сведуваме на тоа дека корупцијата е прашање од влада до влада, од една гарнитура до друга гарнитура, но проблемот останува да биде проблем број 1 во државата и немаме ние суштинско и сеопфатно консензуално решение на сите политички чинители. Зборуваме, спомнавте во програмата на ВМРО ДПМН дека нели ќе се оди на тоа да се прави ревизија на специјалното јавно обвинителство. Во ред доколку се смета дека одредени противно работење на законот е направено и се утврди тоа, секако дека треба да биде санкционирано. Но дали е тоа приоритетот за борбата против корупцијата во општеството е прашање кое што треба да си го одговориме или треба да работиме на системско решавање на тоа што ние гледаме дека години наназад не функционира. Потенцира тој аспект што доаѓа од партијата, чии поранешни функционери беа најголем дел од обвинетите токму од специјалното јавно обвинителство. Дали ова реална мерка или пак некаков чекор за пресметување со минатото? Видете, не треба да гледаме дали значи тој специјалното јавно обвинителство во одреден период на нашето функционирање на државата било отворено, функционирало како државна институција и ние не можеме да ги оспоруваме, мислам, можеме да ги оспоруваме доколку утврдиме дека одредени дела се противзаконски кои што тие ги спровеле. Но дали е тоа приоритетот во борбата против корупцијата е тоа прашање, мислам дека тоа треба да биде поглавно во решавањето во дискусијата. Да. Во
антикорупцијските мерки може да се забележи и дури многу нови вакви тела, измени на закони, мерки кои што бараат измена на уставот, дури има и обврска да институциите да имаат офицери за интегритет, да се воведе имплементира стандард за антикорупцијско управување. Како гледате вие на овие мерки? Што тие? Тој стандард за антикорупцијско однесување, мислам дека е документ кој европски, мислам, усвоен од повеќе. И со 30.000. И кога се погледа овој документ, во него ќе се види дека главната насока на овој документ е во сузбивање на подкупот и другите типови на корупција кои што може да се создадат. Меѓутоа, и во самиот овој документ, во неговиот вовед е наведено дека овој документ во целост не може да ја сузбие корупцијата, односно подкупот, туку само може да помогне во одреден левел таа да се намали. По мене, главната насока на идната владеачка коалиција би требало да биде во менување на законите, кои што се суштински, пред се од областа на обвинителството и судството. Тука се споменуваат промени на законот за обвинителство, законот за судството, законот за совет на јавни обвинители, закон за судскиот совет и така натаму, но кои што на некој начин ќе придонесат на внесување на оној момент на check and balances во овие тела. Јас тоа повеќе пати го имам кажано, меѓутоа по мене, значи составот на судскиот совет и составот на советот на јавни обвинители би требало да има многу помалку судии и јавни обвинители, многу повеќе би требало да бидат застапени членови од пошироката правничка професија јавност, кои што се истакнати, со цел да би се намалило она влијание за кое претходно споменав, бидејќи има многу примери во досегашната работа на Советот на суди и Советот на јавни обвинители, каде одреден број на преставки, одреден број на дисциплински постапки се оптеретени со ова претходно влијание, она претходна блискост или оној претходен анимозитет кој одредени членови таму го имале со нивните колеги. Значи, би требало да на еден системски, на еден законски начин да се направи промена во овие тела и потоа тоа да има свој импакт во секојдневното работење, во борбата против корупцијата. Во програмата, во дел од програмите имаше и ветинг во правосудството, ветинг и на другите функционери, но и конкретно за правосудството ќе се задржиме. Кај вреди тоа се нарекува Закон за проверка на суди и обвинители, вклучително и создавање на независно тело формирано специјално за овој процес во согласност со европските стандарди и со меѓународна помош. Што сметате за оваа идеја, бидејќи оваа тема често пати низ минатото се провејуваше во јавноста, досега никој не се обиде да ја реализира на било кој начин? Прво треба да направиме разлика помеѓу ветинг и реевалуација и тука да одлучиме во која насока се движиме. Ние прво, за да дојдеме до оваа точка, треба да расчистиме со неколку работи. Дали нас не се проблем законите? Ако се проблем законите, онда треба да го детектираме проблемот натре во самите закони. Дали е проблем примената на законите? Ако е тоа проблем, тогаш треба да се тоа значи дека имаме проблем со толкување и имплементацијата на законите. Ако е проблем едукативниот и образовниот процес во Академијата за судии и јавни обвинители, тогаш треба да се испита во што се состои проблемот, дали е проблемот во програмата за работа, методологијата и пристапот во едукативниот процес или постои некаков дисбаланс во таа смисла и конечно треба да расчистиме дали се работи за нестручно и несовесно работење или се работи за корупција во кај судиите и кај јавните обвинители. Сето ова, особено последново, подразбира да ставиме конечно лимит и граница до каде оди слободната оценка на доказите и слободното судиско убедување при одлучувањето, бидејќи
Тука гледате простор за корупција? Тука гледам, значи, во преширокота примена и поимањето на слободната оценка на доказите и слободното судиско убедување, може да се најдат елементи на злоупотреба, па дури и корупција. Што значи, ние, за да дојдеме до дали ќе биде ветинг или реевалуација на работата на судиите, ние сметам дека тој процес требаше да го започнеме. Тој се започнува од прилика предходно, пред да стапи функционерот на функција, а не откако веќе е стапена функција, но еве и така да го се започне да се применува во некоја форма, ние прво треба да ги утврдиме правилата. Значи, не само да дојдеме и да кажеме, сега од денеска ние спроведуваме ветинг и реевалуација, меѓутоа немаме никакви правила. И тој е честно и поштено. Значи, и тој кон кого се спроведува тој процес, тој мора да ги знае правилата. Према томе, тоа е тоа. Да, веројатно ќе има понатаму правила, еве се спомнува некој конкретно тело, но чисто како идеја, еве, ќе ве прашам и вас, Камиловска, дали сметате дека тоа е добра идеја која што може да придонесе за судството или пак зависи секој ја спроведува, еве, и тоа долги години се зборува на оваа тема, нели се на почетокот беше желбата да го следиме примерот и од Албанија, како во тој момент, како добар пример. Но тоа не беше најдобар пример? Но тоа не беше, понатаму се покажа како најдобар пример, исто, дополнително на тоа. Не се зборува како да се зборува на празно пред се на темала. Повеќе да се покаже провизорна желба, да се спроведе тој процес, да се покаже некаква проактивност, но на жал не гледаме никаков исход. Без суштина? Точно. И никако тоа да провелува постојано кај политичките чинители, ценејќи дека на тој начин ќе се добијат на одредени поени кај гласачите, дека се стремат да се за одредени реформи во правосудството, реформи кои ќе бидат во насока на елиминирање на корупцијата, но гледаме дека тоа едноставно каска, заостанува, не се спроведува апсолутно ништо и сега ние тука еве ќе дебатираме дали ќе биде реевалуација или ќе биде ветинг, ама во ствари, во суштина, ние не знаеме за што конкретно зборуваме, бидејќи не постојат суштински мерки, не постојат суштински правила кои што се предмет на дискусија. Ја лично сметам дека и сега постојат овој закони и законски основи за проверка на работата на сите функционери, вклучително и на судиите и јавните обвинители, така да во таа смисла сметам дека не треба да се ќе губи премногу енергија и време, бидејќи веќе постојат, значи, и антикорупцијски закони, тука е и Државната комисија за спречување на корупција, ако се работи, значи, проверка на имот, а во стручниот дел, значи, имаме органи кои може да ја проверат работата. Што дополнително пак потврдува од друга страна како се имплементираат постоечките системски решенија за одредени прашања кои што ги имаме. Што уствари мислам дека е еден од главните недостатоци кога станува збор за борба против корупција. Најчестата констатација е дека ние немаме толку големи проблеми од законска гледна точка, тоа како ни се формулирани законите, но најголемата суштински проблем кој што ние го имаме е начинот на кој како тие се имплементираат и како успеваме некако магично нели да потуркаме сите дупки во законот. Да, но повторно во програмите гледаме нов закон за ова, иако да речам дел од законите се веќе подготвени од експертски тимови и за кривичниот целосно нов кривичен законник кој што го има во повеќето програми и други закони за судски совет се подготвуваат, но сега како главна реформа сега се смета измените на законите. Пандовски? Па да, еве конкретно ако јас да се надоврзам за ова за евалуацијата и ветингот. Ветингот во Албанија се спроведе на еден малце поинаков начин. Таму судиите крајно има избор дали да одлучат дали ќе поминат низ тој процес на ветинг или ќе си дадат оставка од својата функција. Тоа беше направено се со цел, нели, и таму тогаш високата корупција во судството да се на некој начин суспендира и тие судии кои што треба да останат, оние другите сами да си заминат. Процесот на реевалуација или
по-конкретно проверка на судиите, да речеме нивниот имот како го стекнали и така натаму, се согласувам дека би требало да се врши пред антикорупцијската комисија. Имаше еден добар предлог, мислам дека беше на левица во предизборните програми, кој што навистина му фали на македонското општество, а тоа е вмрежување, електронско вмрежување на сите чинители кои што се вклучени во борбата против корупција. Така да доколку антикорупцијската комисија сака да прибави информации, да не мора директно да се обраќа до една или друга институција. Па тоа мислам дека е процес што веќе се спроведува и во... Па јас не знам докаде е тој, до кој процес. И обврска со Тоа е обврска, меѓутоа доколку би се олеснело ова комуницирање на еден електронски начин сегас, нели, со развојот на технологијата и така натаму, овие процеси би биле многу побрзи и многу полесно би дошле до информации и за имотот на јавните функционери, помеѓу кои и на судиите, и до оние проверки. Исто така може да се направи проверки на нивната стручност, да има електронска база на тоа колку одлуки се укинати, колку одлуки се потврдени, нивната успешност и така натаму. Меѓутоа, веќе ако зборуваме во делот на судството, нели, оценката, мериторната оценка на работата на судиите е клучна и битна во поглед на оние системи на напредување и деградирање на самите судии, кои повторно треба да ги спроведе судскиот совет и кај обвинителите, нели, советот на јавни обвинители. Законските измени, и јас се согласувам дека треба да ги има, додека веќе базата на овие закони е изградена, може би истата треба да се доработи, да се види што не функционирало во минатото и тие делови на овие закони да се сменат. Така. Еве, јас само би се надоврзал. Значи, повторно се враќаме на она што е суштина, а тоа е како да се искорени корупцијата, која е евидентно присутна. Меѓутоа, вие денеска ако направите, значи, интервју со 5 клучни луѓе во правосудството, сите 5 ќе бидат единствени во тоа дека нивото на судството е 3%, дека состојбите во судството не се добри, меѓутоа ниту еден од тие 5 соговорници нема да се препознае себе си како дел од проблемот. Што значи, ние мора да го решаваме проблемот, значи, на еден малку поинаков начин, дури, значи, кога се работи за судството, да се интензивира, односно да се поведе и она хоризонтално движење на судиите, бидејќи да не заборавиме, во помалите средини потешко се доаѓа до правдата, затоа што тоа е мала чаршија, каде што луѓето, сепак одредени луѓе моćни, имаат големо влијание, значи, во судството, и како пример ќе кажам, да речеме, ставите 20 добри јавни обвинители, 20 добри судии, на година дена делегирајте ги во Охрид, Струга или Битола, па ќе видите каков резултат ќе има. Па веднаш некој ќе почувствува сигурност и ќе се охрабри да поднесе пријава против некого. Иначе до тогаш сите ние се повикуваме на Фалконе, меѓутоа забораваме дека Фалконе е делегиран од Рим да отиде у Палермо, а немало никој од тамо да биде ангажиран и активиран да се справи со криминалните структури во тој реон. Една од мерките која што се предлага и за судиите и обвинителите, испитување на нивниот имот, односно целосна проверка на имот и на судиите и на нивните семејства. Претходниот состав на антикорупцијска често говореше дека се потребни нов закон за проверка на имотот кој што ќе овозможи освен функционерите, нели, на нивните семејства, на блиските, да се испитува на секој граѓанин потеклото на имотот. Дали без таков закон или дали во овие услови имаме можност да се прави поголема, подетална проверка, па еве и не само на судиите и на обвинителите, и на функционерите. Дали може туку така да се проверат имотите на нивните блиски, каде што знаеме дека често имаат проблем да се и антикорупционерите и стражните органи да го лоцираат токму имотот кој што е скриен под туѓо име. Прво е за самиот закон и идејата. Првичната идеја на сегашниот веќе закон за конфискација на имот во граѓанска постапка беше почетниот предлог беше да биде закон за потекло на имотот.
каде што не се детектираше да биде наменет само кон функционерите од било која власт, туку идејата беше да биде да се може да се провери потеклото на имотот на секој еден граѓанин и визави тоа да може да се спроведе никаква конфискација на имот во граѓанска постапка, дека постојат механизми да се провери потеклото на имотот не само на високи функционери или на суди или од фелата на правосудството, постои сега. И тоа во секој момент може да се спроведе доколку има сомневање дека одредено лице на незаконски начин или не може да го докаже имотот од каде го има стекнато. Тие механизми постојат и сега во законските решенија кои што ги имаме. Токму затоа и се постави прашањето како ќе се формира тогаш тој предлог закон за потекло на имот и како ќе дојдеме до таа конфискација во граѓанска постапка, за целосно се напушти делот за потеклото на имотот и нели да се формира тој закон на начин кој што е направен. На жалост и тоа решение имаше критики и од граѓанскиот сектор, согласно начинот на кој што пред се беше консултативниот процес, а понатаму и со самите решенија, и дека направи доста дисторзија во тоа како ќе се имплементираат одредени процесно-правни закони кои што треба понатаму да се спроведуваат и останува да видиме дали и колку ќе види тој закон бел ден и каква ќе биде неговата реална имплементација, бидејќи на жалост ние сме сведоци дека носиме такви закони кои што во пракса не ги спроведуваме, а деклатантен пример за тоа ни е законот за лобирање, кој што иако еден од основните закони антикорупцијски, гледаме дека нема ниту еден дури ни лобист регистриран во држава. Околу испитувањето на имотот на судиите, вие сте били судија, сметате ли дека тоа доволно се применува во правосудството или пак гледате друг начин тоа како би се реализирало? Ја воопшто на таа работа гледам дека отсуство на волја кај тие што тоа треба да го спроведат, како да има отсуство на волја и една инертност кон тоа прашање. Значи, ние постојано говориме, па ја не знам колку години наназад за ваква форма на конфискација на имот, ваква форма или онаква форма на проверка на имотната состојба, тоа се значи јавно достапни информации и податоци кои во одредена постапка и согласно законот, значи тој е прво да го пријави имотот, така, и кон пријавата, а башка што имаме, значи веќе и законски основи, можности за постапување. Ја не гледам тука никако проблем да тоа се спроведе уште утре. Меѓутоа чувствувам дека и имам чувство дека постои отсуство на волја да тоа се спроведе. Пандоски, ќе ве слушаме по рекламите. Во овој момент одиме на реклами, па се враќаме со анализата. Пред рекламите говоревме за потребата од поголем број проверки на имотот на судиите, обвинителите, но и на сите јавни функционери. Пандовски, застанавме кај вас, вие сега се да кажете нешто повеќе. Па вака, судиите како и другите јавни функционери, нели пред се пополнуваат оној анкетен лист кој се доставува до Комисијата за спречување на корупција и таму има нели и јавно на вебсајтот објавен целиот имот, нивните долгови и така натаму. Меѓутоа се работи за објава на имот, да речеме, на самиот функционер, без оглед дали е суди или друг, и неговиот брачен другар. Тоа не опфаќа едно пошироко семејство, значи имотот на едно пошироко семејство, тоа по мене е првиот проблем. И вториот е што ако зборуваме за, да речеме, пари примени како предмет на корупција или подкуп и така натаму, сигурно дека тие нема да влезат во оние официјални канали, да ги наречеме, значи сметки, недвижнини, автомобили и така натаму. Може би во оваа насока треба да се размислува за определени законски измени кои што ќе навлезат во малку по-детално проверување на оној под наводници црн имот кој овие лица би го имале, меѓутоа како тоа би се извело, тоа е навистина дискутабилно, бидејќи знаете кога некој ви дава на вас подкуп, да речеме во форма на пари, сигурно не уплаќена трансакцијска сметка назнака подкуп, туку тоа се дава во плико или не знам на било каков друг начин и потоа тоа оди на некое место каде што државата преку овие механизми не би имала директен увид. Така да јас кога би размислувал на определени законски измени, преска ги начнавме за проверка на имотот на јавните функционери и конкретно на судиите, би размислувал во оваа насока, односно проверка
и измислување на начин на проверка еве на ваквиот црн имот. Да. Па, ја би се надоврзал само ова прашање треба да се отвори и да се затвори. Пред се од причина што во јавноста има многу шпекулации токму по однос на корупцијата и на функционери од власт, и за функционери од власта, и за судии, и за јавни обвинители и така натаму. Така да добро е за сите да ова прашање, значи, се стави на дневен ред, да се најде форма, да се провери, да се изврши проверка и да се знае што е што. Затоа што, знаете како, чаршијата шпекулира, посочува одредени лица од различни профили, така да сите тие наводи треба да се проверат. Кој треба да ги провери, стражните органи? Стражните органи, има надлежни органи, нека ги проверат и оттамо нека тргнат во проверка на имотот. И тоа е добро, значи, за двете страни, да се затвори прашањето за секојаш. Тоа е тоа. Специјални регистарски таблички, ова го има во програмата на ВМРО ДПМН, обележување на сите службени возила на државните институции, за да нема злоупотреби и користење на возилата по работното време за приватни потреби. Ова е една постара идеја која што е начна антикорупцијска во претходниот состав, но не најде на расположение досега. Би помогнала ли оваа мерка? Мислам дека треба да го надминеме веќе прашањето за службените возила и нивното евидентирање и сликање, дали биле користени за партински митинзи и слично. Имаме многу посериозни проблеми во борбата во корупцијата воопшто, за да дојдеме ние до моментот да разговараме за службените возила. Далеко тоа дека не треба да се гледаат и тие прашања, но не треба да се приоритети за да бидат основните флоскули на кои што ќе се води политиката за борба против корупција. Високата корупција која што се случува е онаа која што треба да биде предмет и на оваа влада, на наредната влада и на следните влади кои што ќе имаме, бидејќи гледаме дека енормно го завзема проблемот во општеството и таа треба да биде приоритет на оваа влада и на следните влади. Така, еве и за вас и за останатите гости прашање токму од тој аспект. Рековте приоритетите, што според вас треба да биде приоритет на новата влада? Која лекција треба да ја научат од претходната власт, да не ја повторуваат? Или пак да речеме што вие би напишале кога би правеле една програма кај што има приоритети на не велам партиска, приоритети за правосудството или за корупцијата? Добро, програма не верувам дека ќе пишуваме во наредниот период. Ние се задржуваме на тие нашите анализи и извештаи кои што ги имаме низ годините наназад и каде што подолг изминат период се концентрираме на неколку основни општи заклучоци кои што сметаме дека се релевантни, но сепак секако се издржани и можеби најтешки за спроведување на некој начин. Гледаме дека реалната волја политичка недостасува. Најчесто се сведува на празни флоскули и тоа се користи на популистички начин, се со цел да се добијат одредени поени, но не ја гледаме реалната волја за борба против корупција. Веќе подминува ова на надпартиско и надвладино прашање борбата против корупцијата, потребен е консенсус, потребно е обединување за прашања поврзани за борба против корупција, за да не се доведеме во ситуација да имаме застој во собрание, во одредени органи на управата, за да не се спроведуваат одредени политики и мерки и треба да биде приоритет подеднаков на сите институции во иднина, бидејќи тоа што можевме да го видиме од минатото е дека освен оние институции кои што главен фокус или во имињата на своите на називите на самите институции стои некако корупција, само тие како да им беше приоритет борбата против корупцијата, останатите го ставаа во прашање на маргините. И тоа што исто така треба да биде значајно во наредниот период е да имаме да видиме реална имплементација на законските норми кои што се утврдени особено во делот на основните законски решенија кога станува збор за борба против корупција. Тука е и Законот за спречување на корупција и судебни интереси. Надлежностите што ги има антикорупцијска комисија и како се значајни, многу се на број. Во одредени програми гледаме дека дури се предвидува и нивно зголемување. Треба да се размислува како они да ги имплементираат овие сега што ги имаат, а не да споруваме за зголемување на надлежностите. Зголемување на активностите на Министерство за правда во борбата против корупцијата како матично министерство за носење на сите овие законски решенија кои што се поврзани со борбата против корупцијата и како е значајна.
и тука секако да се водиме и да се движиме по тие некои меѓународни норми и принципи за борба против корупција, да се повикуваме на значајни меѓународни акти како што е УНКА конвенцијата, сите резолуции кои што ги носи таа резолуција и сите новини кои што произлегуваат. Гледаме дека сето тоа недостасува. И реално, она што мислам дека треба да биде главниот фокус, односно да не биде дефокусирањето од реалната борба против корупцијата, да не се фокусираме на прашања кои што може да бидат општествено значајни, кои што го видовме во изминатиот период, прашања кои што не беа поврзани со внатрешното развивање на прашањата за борба против корупција, да не дозволат да не дефокусираат од реалните прашања кога станува збор за оваа активност. Да. Пандовски, што е за вас? Вака, приоритет по мене, прв, може би и на врвот, е да пристане извршната власт да се меша во работата на судската власт. Сепак, судската власт е еден независен столб во државата и досега голем број на влади кои помина имаше индиции дека тие се мешаат во работата на судската власт и дека одреден број на судски одлуки се политички мотивирани, дека се под политичко влијание, дека представуваат реваншизам и така натаму, што покрај толку чат мора да има и оган. Значи, за да се мешаат треба да има и суди и обвинители кои што ќе им дозволат да се мешаат. Да, меѓутоа знаете тоа е двостран процес. Едните се мешаат, а другите им дозволуваат. Збориме од аспект на извршната власт, од аспект на владата, тие треба да престанат со таквите аспирации веќе, да се мешаат и да на некој начин да го прават судството да биде една сервилна област која ќе им ги реализира нивните замисли за тоа како ќе се реваншираат со нивните политички опоненти и така натаму. Значи тоа е едно, треба да се овозможи независно судство. Другата работа е целата оваа програма која ВМРО ДПМН имаше и вреди кои ќе бидат влади на коалиција и изобилува со голем број на општи решенија како треба да се справиме со корупцијата, како да обезбедиме владење на правото и така натаму. Имаше и некои интересни, тука гледам предлози како и формирање на комесар во судовите за заштита на човекови права, како тоа ќе се реализира, дали тој ќе носи одредени решенија со кои ќе ги утврдува овие повреди на Европската конвенција, дали ќе дава определени пријави до судскиот совет и тоа не знаеме како ќе се реализира, меѓутоа втората работа, значи вториот приоритет кој треба владата да го има е дека за реализирање на сите овие замисли кои што мораат конкретно да се дореализираат во пракса, јас би апелирал да ја вклучат пошироката правничка и стручна јавност. Јас како правник, како адвокат, како председател на Транспаренси стојам на располагање и самата организација стои на располагање со своите капацитети да помогне во реализација на оваа програма. Значи, не само да биде тоа некое меѓувладино тело, како што тие го кажуваат, односно тело кое ќе вклучува субјекти од извршната власт, туку да биде малце пошироко. Невладиниот сектор често се жалеше дека се користи како параван некогаш во некои решенија. Треба суштински да бидеме вклучени во реализација на овие замисли со цел да дадеме конкретни решенија, да дадеме свој придонес и конечно веќе една владина коалиција да почне на еден прагматичен начин да се бори против корупцијата. Јас лично по однос на ова прашање сметам дека сите овие предлози се во основа во ред да бидат разгледани, да се има еден сериозен пристап. Меѓутоа, клучно во борбата против корупцијата е на клучните места да бидат ставени врвни професионалци и избрани на еден јавен и транспарентен начин. Се друго е само една модификација која имавме и до сега. Влијанието на политиката во судството, јас за тоа сум говорил не знам нијаколку пати, тоа има, постои и ќе постои, меѓутоа битно е да се воспостави механизам и систем да се сведе на најмала можна мерка. А инаку притисок кон судија, кон јавен обвинител, секој ќе има онолку колку што ќе дозволи да има. А и во една прилика сум кажал и ќе повторам, има еден дел од судии и јавни обвинители на кои и tekako им годи тоа политичко дружење и таа политичка релација
да бидат видени и да ги контактираат токму тие луѓе од политиката. Принцип на елитизам. Да, принцип на елитизам, така е, добро, апсолутно. може би за унапредување ми е другото. Молим? И веројатно и за унапредување. Да, тоа е широка тема, секако да. Јас сакам да го искористам вашето присуство. Вие сте адвокат на Александар Ѓорчевски, таткото на Вања. После актуелна денуве екстрадицијата на Љупчо Палевски. Кога ќе заврши истрагата, имате сознание кога може да се очекува обвинение? Јас можам да дадам коментар само во контекст на мојот клиент. Не вчера, завчера, примив известување за завршена истрага и во тој дел, значи, би завршил. 15 дена имам според поуката да извршам увид во списите на предметот, а по однос на господинот Палевски би се воздржал од коментар, бидејќи ниту сум запознат, ниту знам докаде е таа постапка. Дали назирате дека тука ќе има и обвинение за вашиот клиент во известувањето што го добивте? Јас тоа не можам да го кажам. Во овој момент тоа сепак зависи од проценката на јавниот обвинител. Состојбата на работите таква како што веќе и ќе излегов со информација во јавноста, дека сметам и ценам дека доказите ќе конкретно за Александар не постојат, односно нема докази кои укажуваат на основано сомневање дека го сторил кривичното дело за кое се товари. Во тој контекст ми е прашањето докаде е вештачењето на телефонот на таткото на Вања? Бидејќи имате некаква информација? Штом јавниот обвинител одлучил да ми упати известување за завршена истражна постапка, веројатно и тој дел е завршен. Така, не сте имале досега увид во доказите? Не. Тоа ќе имате во наредниот период? Не, сум имал, значи, дозволеност од јавниот обвинител да присуствувам, значи, на 6 распита и ќе во мое присуство да биде обавен службен разговор од страна на овластените лица во време кога беше во притвор. Што очекувате сега од исказот на Палевски? Тој се врати, известно е дека во наредниот период ќе даде и свој исказ пред обвинителот. Ве прашувам во контекст на тоа што сомнежот врз вашиот клиент генерално доаѓаше врз основа на исказ кој Палевски го дал на останатите обвинети, кои потоа ги пренеле во истрагата. Очекувате ли дека неговиот исказ ќе расчисти или ќе допотврди позицијата на обвинителството кон овој предмет? Ќе повторам по однос на господинот Палевски, ќе се воздржам од било каков коментар. Во една прилика јас кажав дека за нас, односно за мојот клиент, е потpuno ирелевантно во тој дел, затоа што доказите со кои располага јавниот обвинител, значи со ништо не укажуваат дека мојот клиент го сторил, односно постои основано сомневање дека го сторил кривичното дело, така да во тој дел ќе се воздржам од коментар. Така, добро. Ако е тоа се. Ви благодарам што бевте мои гости вечерва, што имавме прилика да ги проанализираме и прокоментираме програмите на партиите, односно конкретно на двете партии кои што деновиве преговараат, ги усогласуваат програмите за коалицирање. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со топ тема. Останете со програмата на Телма и добра вечер.